13-тото коло од бизнис лигата на Македонија го отворија екипите на ПКБСКО и НЛБ Банка. Екипата на ПКБСКО уште на самиот старт наметна интензивен ритам пред се во делот на одбраната, што ја овозможи да развива брзи против напади, преку кои успее резултатски да се одвои. НЛБ Банка не можеше да најде против игра, па го загуби првото полувреме со резултат од 4:1. Во второто полувреме НЛБ Банка заигра нешто подобро, откако во игра внесе голман играч, но ПКБСКО успеа да ја сочува предноста од првиот дел и да го добие овој надпревар со 7:2. Стрелци на головите за ПКБСКО беа Дејан Неделковски, Маријан Величковски, Слободан Игнатов, Јовица Левајковски и Бобан Вујќ. За НЛБ Банка прецизни беа Жарко Димитриевски и Саше Стојчевски. Рамстор со одлично второ полувреме успеа да обезбеди победа над Сава Осигурување. Сава Осигурување одлично го отвори овој надпревар со погодок уште во третата минута преку Апостоловски, но екипата на Рамстор успеа да се врати за неполна минута преку Цами. Со ваквата динамика се играше поголемиот дел од првиот дел. Егал надпреварот го прекина Рамстор со одлична реализација во нападот, најмногу благодарение на индивидуалните акции. Полувремето Рамстор го доби со резултат од 4:2. Во вториот дел, Рамстор имаше целосна доминација на теренот и потполно го сврте резултатот во своја полза, не дозволувајќи на екипата на Сава Осигурување да фати резултатски приклучок, па го доби овој надпревар со 10:4. Стрелци на головите за Рамстор беа Арјан Цами, Михрем Мемет, Ибрахим Бекир, Зеко Ковачи и Ведат Арслан. За Сава Осигурување стрелаа Данило Апостоловски и Коста Глигуровски. Екипата на Евролинк во првото полувреме играше брз и отворен фудбал, со што успеа да ја наметне својата игра, која Факом, кој настапуваше со голман играч на овој надпревар, не можеше да ја прати. Во текот на целото прво полувреме иницијативата ја имаше Евролинк, не давајќи му на Факом простор да се разигра, па го доби полувремето со 6:3. Во вториот дел дојде до изрази подолгата клупа на Евролинк, кој константно имаше играчи во ротација, со што успеваше да го држи високото темпо на игра, додека пак кај Факом беше вочлива кратката клупа и недостатокот на играчи во ротација, па Евролинк го доби овој надпревар со 11:6. Стрелци на головите за Евролинк беа Филип Блажевски, Ивица Стевковски, Дарко Кадински, Јовче Зузаровски и Гоце Ставревски. За Факом погодија Бобан Јовановски, Бобан Китановски, Игор Бојчовски и Шено Ладжировски. Во првото полувреме од надпреварот помеѓу екипите на Фабрика Карпош и Окта и двете екипи водеа рамноправна битка, играјќи цврста одбрана со добро тактички изработен напад. Фабрика Карпош успеа да стекне резултатска предност благодарение на одличната реализација во втората половина од првиот дел и на полувремето да отиде со предност од 4:2. Во второто полувреме екипата на Фабрика Карпош имаше одличен старт во кој проработек нивниот главен играч Александар Божиков, кој беше нерешлива енигма за Окта, која не можеше да го сопре, иако одбраната беше фокусирана на него. Екипата на Окта немаше своја вечер, па го загуби овој надпревар со 8:4. Стрелци на головите за Фабрика Карпош беа Александар Божиков, Георги Божиков и Ненад Денчиќ. Кај Окта погодија Драганче Ѓорѓиевски, Александар Јовчевски, Драганче Стојановски и Шеќо Личина. Во првото полувреме екипата на Елем, благодарение на одличната одбрана и добрата реализација, успеа да стекне минимална предност, која екипата на Евана и покрај одличната игра не можеше да ја надомести. Вреди да се напомене дека вистинско изненадување во екипата на Елем беше Ристо Стефановски, кој со својата добра игра успеа да постигне 2 гола и им даде ветар во грб на своите соиграчи. Во второто полувреме, екипата на Евана успеа да се врати во надпреварот и да дојде до водство, кое Елем го анулираше буквално во последната минута од надпреварот, пошто се влезе во егал завршница. Во ваквата завршница, екипата на Елем во своите редови го имаше Антонио Ничевски, кој со гол во последната секунда му донесе победа на Елем од 7:6. Стрелци на головите за Елем беа Синиша Ковачевиќ, Ристо Стефановски, Владко Петровски, Павле Мажовски, Пеце Соклевски и Антонио Ничевски.
За Евана прецизни беа Бојан Симоновски, Бојан Маџовски, Вилијам Митев, Александар Димовски и Илија Мандаров. Искуството на Лукойл беше пресудно во победата над Адмирал. Екипата на Лукойл уште на самиот почеток од надпреварот во дуелот со Адмирал влезе со сериозен пристап и максимално мотивирана. Адмирал во првиот дел од полувремето имаше пропусти во делот на одбраната, бидејќи настапуваше со голман играч, па Лукойл овие грешки успеа да ги претвори во гол и да стекне предност на полувремето од 6:1. Во второто полувреме, екипата на Адмирал се обидуваше да ја надомести големата негатива од првиот дел и делумно успеа во тоа, но искуството кај играчите на Лукойл не дозволи целосен пресор, па го доби овој надпревар со 8:4. Стрелци на головите за Адмирал беа Александар Лазаревски, Спасе Новковски и Стојан Аврамовски. Кај Лукойл прецизни беа Љупчо Апостоловски, Жарко Климкаров, Мартин Аладјозовски, Дејан Зиков, Анđел Човарсов и Владимир Секуловски. Прво да им честитам на гостинската екипа. Победа, значи заслужена победа до нив. Се гледа дека и они се прво место. Така што ние гледаме грешките наши да ги поправаме следниот напревар. Ќе гледаме да се мобилизираме. Тоа е. Кои се вашите цели? Дали пласман помеѓу најдобрите 8 или имате реални шанси за нешто повеќе? Па се надеваме да вадиме. До 8 место се надеваме дека ќе стигнеме до крај. Ја добивте екипата на Адмирал со 8:4. Мора да сте задоволни од резултатот, но како сте задоволни од прикажаната игра? Па и од резултатот сме задоволни, од играта уште поише. Секоја утакмица влегуваме у ритам се поише и поише. Дочекаме да дојде завршница, па со Господ напред. Гранит не го искористи играчот Плус, па го загуби дуелот со Трансмет. Резултатот на мечот помеѓу Трансмет и Гранит го отвори екипата на Гранит, која имаше перфектен почеток, во кој со одлична игра успеа да дојде до предност од 2:0. Трансмет успеа да се соземе и врати во надпреварот, пошто изврши притисок на противничката половина, кој броди со плот, израмнувајќи го резултатот на 2:2 на полувремето. Во вториот дел, екипата на Трансмет победи со 3:2, пошто следеше цврст и динамичен фудбал и на двете страни. Се играше крајно израмнето се до 38-та минута, кога Трансмет остана со играч помалку, кој Гранит не успеа да го искористи, па го загуби овој надпревар со 5:3. Стрелци на головите за Трансмет беа Бобан Белјановски, Илче Георгиевски, Един Скендеровиќ и Енис Исаки. За Гранит погодија Ернад Рамдедовиќ и Стеван Митревски. Ја совладавте екипата на Гранит со 5:3. Не беше баш така лесно како го видевте овој надпревар. Па во првиот дел ни пружија доста голем отпор. Значи, на наши грешки примивме 2 гола, па се вративме до полувреме со резултат 2:2 и преходеше нашата игра, што ја тактизираме на пресинг, да дојдеме до нашиот поволен резултат. И овој надпревар го добивме со 5:3 и се надеваме понавака дека пак ќе проживаме многу добри партии од досега. Па не сме многу задоволни бидејќи не игравме добро одбрана. Нападот не беше лош, малце повеќе подавање ќе користеа. Што очекувате во наредните надпревари? Дали можеби сте во план да направите некои кадровски промени во играчкиот ростер? Очекуваме да бидеме први. Играте против екипата на Телеком. Што очекувате од овој надпревар? Дали имате некои сознанија за нивната игра? Па имам сознание, во принцип знам како играат, очекувам да ги победам. Дали имате некои промени за разлика од претходните надпревари во играчкиот кадар? Па еве, јас сум поприлично нов. Другите веќе имаат искуство, играле до сега, така да нема некои значајни промени. Екипата на Телеком е доста искусна, они долго време се во бизнес лигата, ние сме така малце помлади, ќе дајме се од себе за да оствариме еден позитивен резултат. На секој надпревар настапуваме максимално и сега го очекуваме победа. Сме мора да победиме. Дали имате некои посебни подготовки за овој надпревар? Па како и секој надпревар, тука доаѓаме, се собираме, немаме некои посебни припреви, настапуваме максимално секој од нас. Имаме малку повредени играчи, ама се надеваме на победа, нормално успех. Македонски Телеком ја искористи кратката клупа на OneWeb и ги однесе бодовите во телекомуникацијското дерби. Екипата на OneWeb влезе значително ослабена, практично без клупа, па товарот мораа да го понесат само фудбалерите кои беа постојано на теренот.
Телеком успеа да наметне интензивен ритам и со колективна игра го контролираше резултатот во текот на целиот надпревар, па така првото полувреме го доби со 5:0. Во второто полувреме, од минута во минута само зголемуваше предноста, која на крајот изнесуваше високи 10:0. Стрелци на головите за Македонски Телеком беа Стефан Насковски, Гоце Филипов, Роберт Поповски и Михајло Лазаревски. Во последниот надпревар 13-тото коло во бизнис лигата на Македонија, силите ги одмерија екипите на Уника и НЛБ Банка. Уника уште во првото полувреме се потпрени искуството и одлично поставениот напад, кој овозможи во втората половина од полувремето да дојде до предност, кој НЛБ Банка се трудеше, но не успеа да го стигне, се до крајот на првиот дел, кој заврши со резултатот 4:1. Во вториот дел, екипата на Уника продолжи во истиот ритам, благодарение на разиграните Каштањева и Нухиу, па дојде до висока победа од 7:1. Стрелци на головите за Уника беа Љузим Каштањева, Шаван Чупи и Бенјамин Гринца. За НЛБ Банка погоди Жарко Димитриевски. Ова коло се истакнаа следните поединци: Александар Божиков од Фабрика Карпош, Стефан Насковски од Македонски Телеком, Ивица Стевковски од Евролинк, Михрем Мемет од Рамстор и Љузим Каштањева од Уника. Екипа на колото е Македонски Телеком, тренер на колото е Иметовски Алтај од Рамстор, додека голман на колото е Агрон Пацоли. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше непотребно и допринесоа за подигнување на моралот во екипата во ова коло беа Ристо Стефановски и Антонио Ничевски од Елем, Аријан Цами од Рамстор, Данило Апостоловски од Саво Осигурување и Шено Ладжировски и Бобан Китановски од Факом.